Сите го имаме истиот проблем. Имате премногу работи за товарање, ви заврнало, а чадорот сте го заборавиле дома. Стаклата замрзнале, а гребло не сте купиле. Возите на автопат, течности ви се пијат, а двете раце ви се потребни на волан. Што да правите? Дали треба купите дополнителни работи за автомобилот да ви биде попрактичен? Одговорот е не, ако имате Шкода. Здраво, дечки, јас сум Кирил, а ова е новата Шкода Карок. Знам дека ова пред малку што го гледавте звучи како топ-шоп муабет, но така е секој пат кога имате Шкода на тест, бидејќи имате неколку и тоа не е се, исто како на топ-шоп. Но за разлика од топ-шоп, кај Шкода не е маркетиншки трик, бидејќи знаеме сите колку практични работи има. Па затоа сега ќе почнеме однака како што треба и сакам да ви објаснам неколку работи околу практичноста. Ќе почнам со багажникот. Багажникот има 521 литар капацитет, реално многу голем. Секако ако тоа не ви е доволно, може да се спуштат седиштата и ви се овозможува совршено рамен под, што е одлично. Интересното е кога вие задни седишта, што во некои опции имате вариофлекс седишта, тоа значи дека можете ги спуштите и да ги извадите целосно надвор. Не цела клупа, туку можете дел по дел да вадите надвор, што е супер. Пример, можете да го извадите средниот дел и да ги мрдате останатите две седишта лево или десно. Многу кул опција, за жал сега немаме. Сега имаме опција за преклопливи седишта на неколку делови, тоа се на 3, односно се спуштаат 60-40, но може да се спушти и само средниот дел ако имате потреба од подолги работи како ски или слично. Иначе ми се допаѓа што се спуштаат од тука, не мора да кружите од околу, многу кул, браво. Инаку подот е рамен заедно со ивицата на браникот, што овозможува полесно товарање и стоварање на потешки работи. Исто така, овој под, како и каскалата, е двостран, што значи од едната страна е гумиран, од другата страна е со текстил. Тоа значи дека не треба да купувате дополнително други подови, ви крати на трошаци. Инаку ги имате сите вие куки за качалки, имате куки за качалки на оваа мала шина, што е супер. Ако и тие ви се малку, имате дополнителна кука, која што не знам каде е точно ставена. Ета на седиште. Можете директно да се ставите на седиште и да имате дополнителна кука. Одлично. Инаку имате приклучок за струја и имате од страна дополнителни фиоки, кои што се супер, 3 се. Тука има некои цртежи на фичо, не знам што правил. Имате и мрежа, ако треба да прицрстите или закачите дополнително некој багаж. Сега дојдеме да видиме напред како е. Исто така, заборев да ви кажам, исто така имате и гребалката за мраз, која исто така може да проверувате колку е длабочината на шарата на гумите или да користите како лупа. Одиме напред. Напред имате голема остава во вратата со еден интересен ластик кој што ги држи прицрсто работите, многу интересно и кул. Инаку голема остава имате тука горе, прилично голема. Прилично голема остава имате и кај наслонот за раката, но ми се допаѓа тоа што тука имате оваа преграда за шишињата, кој што ги има овие гумени точки, го држат цврсто шишата и можете со два прста да го отворите. Многу интересно, но ми се допаѓа тоа што можете да ротирате вака, да ставите, имате еден гумен под кој што е веројатно за телефонот, иначе можете и тука напред да го ставите телефонот, имате уште една мрежа која што е доле. Исто така имате и чадорче тука под возачкото седиште, не е како кај скалата и Rolls-Royce во вратата, тука е под седиштето, но искрено не ме интересира, имате чадорче во кола, што повеќе од тоа. И мислам дека беше ова доволно со практични работи. Ја обожавам искрено Шкода со овие сите практични работи, бидејќи реално се потребни на секој возач, не само на фамилиарен човек, туку буквално на секој возач. Сега мислам дека може да се префрлиме да видиме внатре како е. Искрено изгледа многу убаво, практично. Искористени се многу меки и квалитетни материјали тука горе, но искористени се и многу меки и квалитетни работи надоле, но и секаде каде што раката ви допира и ви се потпира, што е супер и за пофало, бидејќи вакви меки работи се стават кај оние по премиум брендови, што тука навистина ми изненади. Имате 8-инчен екран кој што
Ево ќе екранчето, од време на време знае да подзакочи, но имате опција да го приклучите на вашиот телефон без разлика дали Apple или Android. Си работи тогаш сосема совршено. Надоле е стандардната конзола за климата, прилично едноставна, без голем хаос, туку копчиња кои што ви се потребни. Како што ви кажав, надоле е оставата за телефонот, имате USB приклучок и 12 волти приклучок за струја. Една работа не ми се допаѓа тоа што кога ќе го ставите USB кабелот, да го приклучите телефонот и кога сакате да затворите преградата, гледате тука, допира, не може да се затвори целосно преградата. Малку ова Шкода не го размислиле. Одиме сега позади. Само да ги вратам седиштава. Позади, како што може да видите, седиштава е прилично вратено назад, но сепак имам повеќе од доволно простор за нозете, исто така и за главата. Ми се допаѓа од практична работа, што имаат ставено куќи на двете страни, на двата столба, куќи за одела, за закачалки кога носите со вас. Прилично е супер, бидејќи кога ќе ги закачите тука не ви пречат на прозорот за видикот. Одлично е. Инаку на седиштата имате джепчиња тука, но имате джепчиње од страна, што е многу кул. Ми се допаѓа самото седиште, прилично комфорно, убаво се седи. На средниот дел, искрено не очекував, е многу удобно, но иако тунелот е широк и висок, да, но не пречи на положбата за седење. Но затоа шините од седиштата ги буткаат малку вашите нозе кон другите двајца сопатници и на таков начин ќе се буткате едни со други, нема биде така удобно. Како и да е, имате тука приклучок за струја доле, ги имате овие вентилаторчиња за климата, што е навистина супер. Искрено, не знам за вас, но мене искрено јетито ми беше многу убаво, ми беше интересна комбинација од мало градско возило и робустно мало джипче. Многу убаво, но за жал неговата приказна заврши, на негово место дојде Карок. Може би не се слични еден со друг. Карокот повеќе изгледа како неговиот поголем брат Кодиак и тоа воопшто не е лошо, бидејќи изгледа сосем убаво. Мене ми се допаѓа, изгледа модерно, има некои интересни црти во дизајнот, особено на задниот дел со светлата. Но, како цел пакет е убав и мислам дека е редно време да одиме се повозиме. Карок навистина нуди една одлична возачка положба. Навистина ми се допаѓа, поради тоа што е малце подиздигнат, се нуди одлична прегледност. Но, за разлика од некои негови ревали кои што нудат возачка положба како буквално да возите камион, тука тоа го немам, што многу ми се допаѓа, се чувствам како да возаме нормален хетчбек со малку подобра прегледност. Навистина многу ми се допаѓа. Инаку, како што кажав, е доста прегледен, во одредени моменти ми пречат овие странични столбови, ретко се случува, навистина ретко, но го имате како момент. Инаку, нуди доста меко и комфорно возење, можеби не така меко како што вие би очекувале, но сепак е доста меко и комфорно. Воланот и целиот управувачки систем се навистина одлични, лесно се маневрирани с град, нуди се она што ви е потребно, можеби не е спортски прецизен, но навистина се она што ви е потребно. Во моментов возим 1,6 дизел мотор со 115 конски сили. Имате во понуда уште еден дизел, тоа е 2.0 со 150 конски сили. И имате два бензински мотори, тоа е 1,5 литарскиот со 150 конски сили и послабиот е 0,3 цилиндричен со 115 конски сили. Овој мотор што денес го имаме е навистина окей. Штедлив е премногу, троши во град некаде околу 6 литри, додека на отворено 3,7. Не знам како успев да дојдам до 3,7, ама навистина е доста штедлив и на отворено и во град. Инаку
имам една замерка за овој мотор. Како да му е потребно малку повеќе моќ и снага во одредени моменти. Јас живеам во Сопиште, за оние кои што не знаат, Сопиште е скопска населба сместена на водно, на еден дел од водно, технички е планинска населба со угорници и во одреден момент чувствувам дека му е потребно малку поголема моќност. Покрај тоа ја чувствувам го чувствувам неговото мачење. Не е мачење, туку чувствувам бучава, не е поради лошата изолација, навистина има одлична изолација, но чувствувам моторот дека сака малку повеќе снага, а го нема тоа. Затоа го препорачувам еден заприка 5 литарскиот бензине со 150 конски сили. Низ град трошат речи си идентично, но отворено може би нешто повисоко, но искрено незначително. Инаку во понуда имате два менувачи, конкретно сега имаме 6 степен мануелен менувач, одличен менувач, краток и прецизен, но јас би одел со автоматскиот, бидејќи имам искуство со автоматските менувачи на цела Volkswagen групација и навистина сум задоволен, затоа сметам дека ќе биде одлична комбинација и тука. Карок доаѓа во две нивоа, односно Ambition и Style. Ова денес што го имаме Ambition и има навистина доволен број на работи што ги нуди. Како дел од нив се 8-инчниот екран кој што видовме пред малку, имате 17-инчни бандажи, имате автоматска кочница, систем за задржување на автомобилот во сообраќајна лента, имате уште неколку други корисни работи како паркинг сензори, имате и не заборавете на сите практични работи, секако. Сето тоа доаѓа по цена, акциска цена во моментов Шкода што ја нуди е 21.500 евра. Затоа сметам дека треба да се искористи, ако ви се допаѓа како цел пакет. Инаку во опрема, како што кажав, имате уште едно ниво, тоа е Style, понапредното, со нешто повеќе играчки. Сепак сметам дека тука имате се што ви е потребно. Океј, дечки, тоа беше новата Шкода Карок. Време е да вратиме во Шкода и секако тоа не е се гледаме многу наскоро. Поздрав!